Јас одам за Лапонија, се враќам со ирвасите и после доаѓам како Чичко Кире да работам и пак се враќам да видам кој ми пратиле таму писма, подароци да им соберам. Вака, вистинскиот Дедо Мраз, кој поголемиот дел од годината штима пијана, а и прекрасно свири, раскажува како ги минува деновите и што го натирало да престојува во Македонија, кога го има целиот свет на дланка. Па вели, има невозможна мисија, мака го натирало да остане, бидејќи нема моќ да ја оствари. Да би можел, вели, сите македонски политичари би ги ставил во пакетче и би ги заменил со нови. Да можам во пакетче да ги пикнам или во вреќата и да ги заврзам воопшто сите уопште и да направам, да го отворам, да извадам нови луѓе кои, пример, ќе профункционираат, а би го направил по цена и на мојот живот. И облеката му е од Македонија, направена е од театарската завеса на стариот МНТ, кој беше целосно срушен во земјотресот во 1963 година. Завесата како била падната, некоја жена го зела штофот и сосема случајно стигна кај мене и маестро Тошо ми направи облека. Еве таа облека. Дедо Мраз е разочаран од негативната енергија која струи во земјава, па неговата магија не е доволна за да ја замени со позитивна мисла. Да, можам одма би ја уништил, а најверојатно се должи на она што, да бидам искрен, не ми се допаѓа воопшто ниедна политичка страна. Има и една друга желба. Наместо турбо фолк, младите повеќе да слушаат класична музика, а и да посветат повеќе време, а и простор на уметност. Да посетуваат изложби, да посетуваат концерти. Пример, сериозната музика е застапена, ама ние немаме публика затоа што луѓето се претежно по кафичи, по едно, по друго. Па замислете во кафичи да има сериозна музика, малку да се пушти. Зашто да не? Сите ми се радуваат, раскажува за Алфа вистинскиот Дедо Мраз, а детските насмевки му се волја за живот. За ирвасите нон-стоп ме прашуваат. Јас им објаснувам како со звонче имаме, го звончето, пример, па како која ќе зазвонам Рудолф ги собира ирвасите, па летаме, па тие вака ме слушаат чудно и нема никаков проблем. Децата, напротив, ми се чини дека приказната си и сакаат да се радуваат. Имав една прилика, како кажа, татко ти јас го запалил каминот, не можев да влезам низ очакот. Многу топло ми беше. Ето еден разлог да се оправдам и морав да влезам, велам, преку врата да дојдам. А на интересната молба што ја чуло детенце е за нова година Дедо Мраз да му донесе братче. Вели Дедо Мраз, јас сакам братче, како бе срце јас Дедо Мраз да ти донеси братче. Најискрено ви кажувам. Но за него најтешка е посетата на тешко болните деца. Кога му давам пакетче на детето, а тоа кутрото не може ни да го земи, ни да дојде, ни познава, ни гледа, ни што се можда и не ни слуша, не знам. Али радост е што кога ќе го допрам вака, целото дете трепери. Не можам да ви го опишам тоа. Неговото треперење внатре и јас ги прашувам тие воспитачките, велам што е тоа, зошто така, вели се радува. Дедо Кире инаку има 2 сина и внука по име Срна. Не му успеало да остане анонимен поради типот на работата, па раскажува оти малку луѓе професионално и добро штимаат пијана. Тој е искрен, има заработка, па и кога не сака да земе пари, возрастните му даваат. Со заработеното, по празниците, ќе оди на бања заедно со најблиските. Уплатив во бања. Ете тоа го направив. Но за сега бањата ќе почека. Дедо Мраз има полни раце работа. По поминатиот ден со екипата на Алфа ни остави пакетчиња и замина да дели подароци, а и да се обиде магично да ги замени сите политичари во Македонија, па нови, непознати и најважно, честни луѓе да раководат со земјава.